Долга граница, два многу различни наратива. Председателот Џо Бајден и поранешниот председател Доналд Трамп отидоа во сојузната држава Тексас. Бајден во градот Браунсвил во долината Рио Гранде, а Трамп подалеку западно до Игл Пас. За едно нешто овие ривали се согласуваат. Неодамнешниот пораст на мигранти представува предизвик. Во Браунсвил Бајден промовираше предлог закон за имиграција на кој републиканците во представничкиот дом се спротивставуваат. Луѓе, на мојот прв ден како председател представив предлог закон, го испратив до Конгресот, со опфатен план за поправка на расцепаниот систем за имиграција и за обезбедување на границата, но не беше преземено ништо. Потоа пред неколку месеци мојот тим започна сериозни преговори во двопартиска група сенатори, демократи, водечки конзервативни републиканци и прогресивни демократи и резултираше со компромисен предлог закон. Тоа е најтешкиот сет на реформи за безбедност на границата што некогаш сме ги виделе во оваа земја. Од друга страна, Трамп ја опиша ситуацијата како војна и рече дека политиката на Бајден дозволува илјадници мигранти, кои тој ги обвини дека извршиле злосторства. Ова е инвазија на Џо Бајден. Ова е инвазија на Бајден во последните 3 години. Републиканскиот гувернер на Тексас избра да не се сретне со актуелниот председател туку со Трамп. Тој вети дека ќе продолжи со мерките за контрола на границата на државата, кои доведоа до правни битки со Вашингтон. Политичките аналитичари во Тексас велат дека неодамнешните анкети покажуваат од имиграцијата ќе биде проблем за демократските гласачи во оваа сојузна држава на председателските избори во ноември. Границата сега влегува во главите на демократските гласачи како прашање што се повеќе е нешто што треба да се реши. Во исто време на вистина нема јасна централна позиција во Демократската партија за тоа што да прави во врска со границата. Во редок потек, Бајден му се обрати на Трамп на крајот на посетата. Еве што му рекол на Трамп. Наместо да си играте политика со ова прашање, наместо да им кажувате на членовите на Конгресот да го блокираат овој закон, придружете ми се или јас ке ви се придружам и ќе му кажам на Конгресот да го усвои двопартиски закон за безбедност на границата. Можеме да го направиме тоа заедно. Идејата за компромис не се совпаѓа со тешката реторика на Трамп. Ми изгледаат како војници, нешто се случува. Тоа е лошо. Сега сад се преплавени од мигрантскиот криминал на Бајден. Тоа е нова форма на злобно прекршување на нашата земја. Тоа е мигрантски криминал. Но Бланк рече дека идејата на Трамп за мигрантски криминал нема никаква основа, како што кредибилни академски студии покажуваат дека недокументираните имигранти вршат помалку криминал од граѓаните на САД. Доналд Трамп се игра со реторика која може различно да се опише, како домородна или во некој случај расистичка. Поврзувањето на миграцијата со криминалот е нешто што навистина спојува две големи прашања во Републиканската партија. Прашањето за законот и редот и прашањето за неконтролирани граници, што го става во контекст кој е тежок за демократите да го бранат, но многу привлечен за повеќето републикански гласачи. За граѓаните на Тексас, сојузна држава со мнозинство малцинства, чиј исклучителен идентитет е вкоренет во груб индивидуализам, ова е чувствителна тема. Прашањето е кој наратив ќе го изберат.